Дозволете ми најпрво да изразам длабоко сочувство и почит кон жртвите од катастрофалниот пожар во Кочани, во кој трагично загубивме 59 млади животи. Ова загуба е неизмерна болка за семејствата, најблиските и целата нација. На повредените им посакувам брзо закрпнување и сила да продолжат напред. И им порачувам дека не се сами. Мирната борба е и наша борба. Во овие тешки моменти видовме и надеж. Видовме херои, млади луѓе кои покажаа невидена храброст, спасувајќи животи, жртвувајќи го сопствениот живот. Видовме брза реакција и безпрекорна координација помеѓу институции. Сите се соочуваме и се бориме со измешани чувства и емоции. И навистина е тешко да ги најдеме вистинските зборови значењето на еден ваков ден, кој одбележуваме јубилеј 5 години од членството на Македонија во НАТО. Денеска нема само да го одбележиме овој јубилеј, туку го одбележуваме нашето заедништво и меѓусебна поддршка. Зборовите на утеха, а уште повеќе подготвеноста да се помогне е она кој од нас, 32 земји во НАТО, прави една здружена, обединета сила која е подготвена да излезе во пресред на секоја една земја членка. Во раните утрински часови таа комна недела и во периодот кој следуваше зборував со многумина од амбасадорите на земјите членки со повеќе мои колеги министри за одбрана. Она што го слушнав од нив беше како може да помогне. НАТО не е само војно-политички сојуз, не е само организација која ги штити надворешните граници на земјите членки. НАТО е сојуз кој покрај сите различни гледишта на многу теми има една заедничка суштина. Грижата едни за други. Успешната битка за животот на повредените од страшната трагедија не беше можна без импресивната хуманост и солидарност на државите, народите и граѓаните од регионот, но и многу пошироко, како и од активираниот европски систем за цивилна заштита, но исто така и на НАТО, за што сме им бескрајно благодарни. 7 дена неделат од 4 април, датумот кога во 1949 во Вашингтон беше потпишан Северноатлантскиот договор со кој што е формирано НАТО. Со договорот, земјите потписнички се обврзаа да ги штитат цивилизацијските придобивки, демократијата, слободите и владењето на правото преку колективната одбрана, се разбира во согласност со целите и принципите на повелбата на Обединетите нации.